Прилеп во минатото бил многу развиен трговски и занаетчиски град. Уште при создавањето на градот создаден е и Прилепскиот пазар, во кој луѓето вршеле трговија на стока и прехрамбени производи. Непопусто се рекло пазарот е душата на Прилеп. Но од година во година состојбата на пазарот се влошува. Се помалку производители, се помалку трговци, а уште помалку купувачи. Цените не се, мислам се добри. Крставицата ми ти е 100 денари. Патиџан имаме 100 денари. Кромидо 100 денари. Компиро е 3 кила 100 динари. Бананата 80 динари. Ама нема купци. А што велат кога доаѓаат, скапо име? Абе не е за скапо. По маркети ваму таму подадува луѓето и Значи тоа е причина зашто нема. па има и немаме многу паркинг. Лошо со паркинг места. Значи во градот немаме паркинг места околу пазарот. И да сака некој Ќе може вака да опстои пазар? не може да обстане, вака уште малку време и ќе заврши. Значи не може да обстане со 10 тезги 15 во пазарот, не може да обстане. И не се обстанува и да продаваш. А вие на пример размислувате за некој друг начин ако не сте на пазар? А јас уште малку сум за пензија, не речем, ама луѓе има што се млади деца што треба да работат. А јас сум уште година и по за пензија, ќе заиздржам јас уште. Работам 30 години овде, работев и на друго место, со 2 работни места, па издржував така. А сега само за ова, кога застанеме, нема промет. Слабо е многу намален е промет. Причините за таквата ситуација според нашите соговорници се побројни. Немањето на соодветен паркинг во близина, институционална негрижа, промената на навиките да се пазари од маркети, немањето интерес кај младите да работат на пазарите, се дел од причините кои според пазарџиите довеле до ваквата незавидна состојба на пазарот. Состојбата во пазарот Прилепски е катастрофа што се однесува на како да ви кажам, значи нема ништо сработено од инфраструктурава на пазарот, се распаѓа, значи како што гледате, не знам дечко може да види ваму после, се распаѓа, може да дојде до некоја хаварија поголема или од овие кровниве конструкции што се, да му падне некој нагла, па може и да има последици, така поголеми последици. Сето овај, мислам, паѓањето се случи... Паѓањето се случува не е зимата, него паѓањето се случува бидејќи со неколку години една шајка се нема овде заковано, нити па некој води рачун за конструкцијата или за било што во пазарот. Значи не се работи ништо. Новото раководство што е сега последниве 3,5 години, па и старото, па и новото, значи никој ништо не чепка. Шајка, една што е шајка, не сака да ја закова, треба да се одржува, така. Не може ова да биде вечно, ова се клало пред 7-8 години, треба да се одржува. А вие редовно си ги подмирувате сите трошоци? Ние си ги подмируваме сите трошоци и то, јас мислам, поиќе што треба плаќаме тука. Нормално ти го подмируваме, некој нема да оста да работи. Денеска е четврток, не е пазарен ден и гледаме дека многу е слаба раздвиженоста. Премногу е слаба, затоа можам да ви кажам и некоја причина. Затоа една од поголемите причини е што се затворија паркинзите сите, значи нема прилаз во пазарот, не може да се влези со кола и муштерите го избегнува пазарот, бидејќи треба да ја носи на раце робата подалеку кај што се паркинзите, а овде дури имаше паркинзи, беше малце поголема раздвиженоста. Друго, значи нема овде кој да избегува. Може ли да се обстои, еве, вие како трговец со се потешко и потешко. Значи се помалку има муштери, значи само тоа што има помалку муштери, нормално паѓа промето, паѓа заработувачката и јас едно 10 години овде нема влезено нов трговец на пазарот, тоа треба да ви е показател дека не е во ред работата. Значи нов трговец нема влезено. Ние вака што сме кој ќе си заминиме, јас мислам оти полека че пазарот ќе изумре. Бидејќи нема кој да влези, нема услов за да дојде некој па да работи на пазарот. И што би било решение да се подобри ситуацијата? Решение нормално раководство да влезе тука. Или приватизација некоја јавно-приватно партнерство или било како, тоа е решение. Инаку вака остаено на никого,
тоа ништо не бидува. Очигледно, потребна е темелна реконструкција на пазарот, санирање на она што може да се санира и инфраструктурни решенија и содржини кои ќе ги вратат муштериите, пазарџиите, но и сјајот на Прилепскиот пазар, кој не е само место за продавање и купување, туку и место за социјализација на жителите на Прилеп и на жителите од околните села и градови. Сега е поскап интересот, пошто временските услови не дозволува, бавчите не се разработени, не е ископано ништо. И рано е за цвеќето. Цвеќето почнува негде окај 1 мај, поголем интерес, значи цел мај. Тој е периодот, тогаш најубаво развива, најубаво е да го насадиш. Тој е периодот за цвеќето. За кои сорти на цвеќе најмногу има интерес? Најмногу има интерес за петунија, сардела лазечка, сардела калиопа, бегонија, тие се цвеќината. Вашите колеги овде на пазарот не се пожалија дека се послаба е раздвиженоста на луѓе во пазарот. Каква е ситуацијата? Точно е тоа што кажале колегите. Секоја година е послабо од претходната. Секоја година послабо. Тоа еве се гледа и по пазарот, тезгите празни стоа, нема кој да ги земи. Значи, и јас сум веќе пензионер, и јас мислам уште некој месец и да завршам со работата. Нема. А што е причина за толку мал интерес за Прилепскиот Има пазар? има повеќе причини. Прва причина е маркети, пилјари, затворено. Па друга причина е нема паркинг простор околу пазарот. Значи да дојде човек да сака да испазари поголема количина, не може нема каде да се паркира. По моје се тие причините. Така. Што е она што ви апелирате, што треба најхитно да се заврши, да се подобри ситуацијата? Нема, братче, за тоа што да се подобри. Значи, како заминуваме од пазаров, никој нов не дошол. Причината е што сега јас ко почнав ова работа да ја работам, има 25-30 години стечаен работник сум од 11 октомври. Ко почнав ова работа да ја работам, немаше од друго место, значи немаше работа, немаше каде да се снајдам за да обстанувам. И екзистенцијата е најдов во пазаров. А сега младиве не иди овде, ова сите мислат дека е лесна работа, не е лесна работа, ова е тешка работа. Треба да набавиш, робата што продаваме е расиплива, закони се носа на 2 дена, 3 дена. И сега младите има. Кај да појда со добри примени, испод 30-35 илјади плата нема веќе фирма што издава. И си знај работно време 8 сати, ќе појди таму 8 сати работно време, платата си е таа. Овде се случува 15-16 сати ни е нас просечно работно време. И нема веќе толку приход од ова. Таа е причината. Има младите на друго место каде да работа и таму си работа. Ова не ги привлекува.